Јавните комунални предпријатија од регионот најавуваат намалување на дел од услугите како последица на неможноста да се справат со енормно високите сметки за струја. Оздруженијето Атком, кој ги обединува сите комунални предпријатија во државата, потенцираа дека најнапред ќе бидат исклучени пречистителните станици за отпадни води, како најголеми потрошувачи, но ќе се кратат и други посуштински услуги. Значи, ако бидеме принудени да штедиме електрична енергија, ќе треба да редуцираме дел од водоснабдувањето на оние предпријатија кои што се снабдуваат со пумпен систем, бидејќи тие се најголеми потрошувачи на електрична енергија. Поради високата цена на горивата и на нафтените деривати, ќе треба да бидеме принудени да редуцираме дел од изнесувањето на сметот. Значи, да не се доведеме во ситуација да комуналните предпријатија не можат да исполнуваат обврската за која што се формирани. За сева ова да не се случи, од Атком се собарања за кои очекуваат итно решение. Значи, да направиме еден заеднички состанок, да имаме некоја повластена цена како што имаат повеќето, како што имаат домакинствата, како што имаат котеларниците, предучилишните установи, да и комуналните предпријатија влезат во тој пакет, да законот кој што беше за ставање во мирување на долговите, односно за отпис на долговите на јавни предпријатија, влезе повторно во собраниска процедура, така да основно е тоа. Од лошо на бетер за комуналните предпријатија тргна од почетокот на годината, кога добувачите на струја ги раскинаа договорите, а предпријатијата се соочија со неколкукратно повисоки сметки за струја. Ова беше силен и сериозен удар за нив, бидејќи најголемиот дел се соочуваат со огромни долгови, рати за кредити и неможност во целост да ги наплатат испорачаните фактури.